Синдикатите и владата се уште далеко од договор за платите во јавниот сектор. На денешниот состанок кој се одржа зад затворени врати, спротивно најавите на вице-премиерот Фатмир Битики, имало мало поместување на ставовите, но конечен епилог нема. Владата нуди нивната методологија, минималец по коефициент да се применува од 2025-та, а не како што нудеа до сега од 2028-ма. Зголемување на платите од 5% да има веднаш и 5% од 2024 година, односно позиционирање на висината на коефициентот на 3,3%. Ова е разочарувачки предлог за синдикатите. Тие бараат покачување од најмалку 12% веднаш за колку што се качи минималецот или на ниво на инфлацијата, а усогласувањето мора да биде со коефициент на сложеност по просечна плата, а не по минимална. Новите пресметки на владата и синдикатите ќе се стават на маса веќе во понеделник, за кога е закажана нова седница на економско-социјалниот совет. Напредок може да кажеме дека некоја помакнување од мртва точка направивме. Понеделник договоривме нов состанок во 10 часот, да се видиме пак. До тогаш се договоривме пресметките што ги направиле синдикатите по однос на предлогот на владата да ги доставиме до нив. Они во понеделник да достават уште еден предлог, симулација нова, за да видиме дали ќе можеме да ги доближиме ставовите. Не отстапуваме од она што го бараме, дека мора да биде поврзано со просечна плата. Имаше одредено намалување до тој транзиционен период што го вика владата од неколку години се намали уште малку. Ќе видиме дали ќе бидат прифатени нашите пресметки. Инаку, диалогот се случува во момент кога УЈП и Царина се подготвуваат да стапат во генерален штрајк. Се уште трае секојдневниот предупредувачки протест на управата за јавни приходи во траење од 2 часа, додека синдикатот на УЈП чека да биде повикан од помирувачот професор Илија Манасков, кој ќе се обиде да ги приближи ставовите помеѓу двете спротиставени страни. Од владата очекуваат дека нема да дојде до генерален штрајк и ќе се најде решение, односно доколку падне договор на следниот економско-социјален совет, тоа ќе е пакет решение за целиот јавен сектор.